Јасно изразената волја на граѓаните на референдумот, со која се испрати гласна порака дека капитулантскиот договор не се прифаќа, треба и се очекува да биде почитувана од сите пратеници, од сите функционери, од сите институции, првенствено од собранието кое што го распиша референдумот, а потоа и од владата. Зоран Заев не е, ниту може да биде над народот. Нема друга демократска држава каде што премиерот гази врз волјата на народот. Зоран Заев не доби мандат од граѓаните на избори да го избрише името Република Македонија, ниту граѓаните се согласија преку референдум да го поддржат капитулантскиот договор од Преспа со кој што се менува македонскиот идентитет. Непочитувањето на овој јасен став е силување на демократијата. И исто како што беше силуван и гласот на избирачкото право на над 50.000 гласачи на одржаниот референдум. Постојано приложуваме докази за масовно кршење на демократијата и полнење на кутии, па така ќе продолжиме и денеска. Дали ќе може дел од доказите? Еве, општина Струга, населено место Лабуништа, едно избирачко место, од 17 до 19 часот гласале 156 гласачи или на секои 46 секунди по еден гласач. Одиме понатаму. Повторно општина Струга, Велешта, од 15 до 17 часот гласале 497 гласачи или на секои 14 секунди по еден гласач. Одиме понатаму. Повторно Велешта во Струга, од 15 до 17 часот гласале 247 гласачи или на секои 29 секунди по еден гласач. Понатаму. Кичево, населено место Зајас, од 17 до 19 часот гласале 350 гласачи или на секои 20 секунди по еден гласач. Понатаму. Друга изборно место, исто во населено место Зајас, општина Кичево, од 17 до 19 часот гласале 127 гласачи или на секои 56 секунди по еден гласач. Понатаму. Трето избирачко место во Зајас, општина Кичево, од 15 до 17 часот гласале 220 гласачи или на секои 35 секунди по еден гласач. Одиме понатаму. Општина Желено, населено место Требош, од 13 до 15 часот гласале 136 гласачи или на секои 52 секунди по еден гласач. Понатаму. Општина Липково, населено место Виштица, од 11 до 13 часот гласале 175 гласачи или на секоја 41 секунда гласал по еден гласач. Понатаму. Општина Боговиње, населено место Камењане, од 17 до 19 часот гласале 167 гласачи или во овие 2 часа на секој 43 секунди гласал по еден жител. Понатаму. Општина Пласница, на населено место Пласница, од 17 до 19 часот, многу е симптоматично од 17 до 19 часот, гласале 170 гласачи или на секои 42 секунди по еден гласач. Повторно Пласница, уште едно избирачко место, исто од 17 до 19 часот гласале 220 или на секои 35 секунди по еден жител од Пласница. Општина Долнени, населено место Црнилиште, од 11 до 13 часот гласале 225 мина или на секои 32 секунди по еден гласач. Ајде да видиме и Студеничани, населено место Батинци, од 17 до 19 часот гласале 262 или на секој 27 секунди по еден гласач од Батинци. Ево беа издвоените за денеска докази како биле полнети кутиите за време на референдумот. А ова е само еден дел од доказите, зошто мора да биде сменет републичкиот јавен обвинител, зошто мора да има анкетна комисија во собранието, зошто е потребна техничка, пржинска влада за спроведување на следните избори, онака како што и беше договорено. Оваа власт затоа и го чува републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, кој се крие и не го расчистува криминалот во кој што власта влегува секојдневно, како што видовме на претходната пресконференција, ниту пак ги расчистува изборните измами и подкупувањата и полнењето на кутиите. Со неговото непостапување, републичкиот јавен обвинител прави злоупотреба на својата должност и за тоа е потребна
негова итна смена. Почитувани, вакви насилни процеси, вакво полнење на кутии, вакво лажирање на резултатите не враќа во 90-тите години на минатиот век. Оваа власт нема капацитет да одржи чисти, фер и демократски избори, на кои што граѓаните би биле сигурни дека својот избор нема да им биде злоупотребен. Ви благодарам.